дисциплината е најважна и таа треба да не води не само во денот, туку во текот на неделата, во текот на годината, во текот на животот. Тоа веројатно ќе ни го потврдат и нашите двајца соговорници кои што во овој момент ќе не поздрават од една прекрасна гледка утрово, ќе ни кажат каде се наоѓаат. Ги поздравувам Милјана Ристич Стојчевска и Антонио Пандовски кои што сигурно ќе го потврдат овој муабет за дисциплината, бидејќи и на дожд, и на вакво време кога е малку посвежо и постудено, ако сте дисциплинирани, ќе си ги одработите тренинзите, бидејќи така се останува и останува професионален. Добро утро, Антонио, добро утро, Милјана. Добро утро на сите. Добро утро. Како сте во моментов, каде сте лоцирани? Некаде, предпоставувам, во близина на вашите домови, но се подготвувате за тренингот или сте на средина од тренингот? Па, јас веќе сум при крај со тренингот, Милјана. Јас тек почнува. Одлично. Антонио, она што и јас и ти вчера го потенциравме во разговорот, токму е тој момент со дисциплината. Велите, нема лошо време за нас, заради тоа што тренингот мора да се изврши, а вашата спортска активност е нешто што се одвива на отворено. Така и на дожд, и на снег мора да се трча. Мора да се тренира, ако сакаме резултати да постигнеме сега на Скопски маратон, дали врви, дали жешко, нема алиби, мора да се тренира. И да врне и да вее, како кажуваат. Да. Каде вообичаено ги правите тренинзите? На кеј. 95% на кеј. Обично кога ни се надпреварите на стаза, тогаш и одиме на стадион, ама генерално на кеј. Антонио, исто и за тебе, предпоставувам? Исто, да, заедно тренираме. Заедно тренираме. Да. Кога се врати во Достра, тука сме заедно цело време. Одлично. Како беше утрово со оглед на тоа што велиш веќе си на крајот тренингот? Милјана допрва ќе го започне. Има ли други луѓе кои што ги прават истите овие работи како и вие? Па јас се враќам од кеј, моментално ти кажам, бев единствен трчач што се најдуваше моментално на кејот тука. И многу има вода, многу врни, а и ветар, малце и ладно е. Има, мислам дека има, само што се знаеме кои сме. Многу се малце тие. А и многу е рано. Да. Се броите на прсти, што се вели. Да. Но ајде како велат, нека врне сега овие денови, важно да имаме добро време на Скопски маратон. Имате до сега информација какви ќе бидат прогнозите, затоа што верувам дека оние кои што професионално се надпреваруваат, особено се грижат и за тоа да има поволни временски услови. Па да, јас како што гледав прогноза, недела да биде времето супер до околу 16-17 степени. Тоа е идеално. Кога ќе стартуваме со маратонот, ќе би сончево време. Одлично. Тоа се веројатно и идеалните услови до некаде за да се истрча Скопскиот маратон. До 16 степени е окей, да. Да. Милјана, во оваа наша рубрика сакаме да ги дознаеме и утрата на нашите соговорници. Антонио сме го имале неколку пати, но Еве би сакала со тебе малку повеќе да поразговараме со оглед на тоа што си и млада мајка или тазе мајка. Верувам дека обврските се сменети, утрата се променети, со оглед и на твојата професија, со оглед на тоа што се занимаваш професионално со трчањето, со атлетиката. Кога вообичаено започнува денот за тебе и дали навистина уживаш во утрата, дали ги сакаш утрата? Вака, мене утро ми е најубав дел од денот, искрено ви кажам. Денот ми започнува многу рано, 6 и по макс. Мислам, кога беше летно време, знаеш и 5 и по. Обично започнува нормално со трчање, станувам, брзински пијам едно брзо кафе, пола банана и започнам нормално со тренинг. Потоа нормално се враќам, се спремам за работа и после си се редаат обврските. Да. Антонио, ајде како е кај тебе, како се твоите утра? Дали има разлика лето, есен, зима или? Кај мене годишните време не менува ништо, кај мене процедурата на утро иста или на одручек, зависи како сум со работа. До толку не внимавам со искрена како што внимава Милјана. Како сум во состојба тоа надам, али без утринско кафе денот не започнува никако. Одлично. И тренинг, да. Па тренинг дали од сабајле или после работа, тоа е битно се сработува тренингот. Ана, односно Милјана, не слушнав дали ти практикуваш кафе во рани утрински часови или? Да. Значи, прво нешто, кога станувам,
Тоа е пола банана со пола шолица кафе, обавезно. Без тоа не излегувам. Одлично. Еви тоа. Сега верувам дека овие денови се малку поинтензивни во поглед на подготовките. Како се подготвуваат професионалци кога станува збор за вака голем настан како што е Скопскиот маратон? Верувам дека можеби овие денови тренинзите се со не толку интензивно темпо или како оди тоа? Баш последната недела, мислим, оваа недела пред Скопски тренинзи се намалуваат. Значи, се што имам тренирано до сега, во овој летен период, тоа е тоа. Оваа недела е недела на темпирање. Значи, оваа недела имаме 95% се лесни тренинзи, освен вчера правевме како едно мало надразнување, чисто малце тонус на мускули да ставиме. Во сабота можеби ќе биде онај последен тренинг на кој ќе направиме некој мали забрзувања, али ништо посебно, ништо јако, значи километрите се намалуваат, не многу, али ги намалуваме и идеме на свежина. Така да се што изтренирано до сега, тоа е тоа. Оваа недела ништо се не форсира, ништо јако, лесни тренинзи со еден умерено тежок, чисто малце да надразниме и тоа е тоа. А во поглед на исхраната, дали и таму имате некој поинаков начин на функционирање? Генерално маратонци имаат како некоја диета пред самата трка, тоа е на 42 километри, на полумаратон 10-5 километри не се ставаат атлетичари на некој така диети, да имаме празнење, па полнење на јаглени хидрати, али генерално гледам само да внесуваме доста течности, значи доста вода, исхрана да е балансирана со јаглени хидрати, протеини и сите други нутриенти кои се потребни. Значи ништо драстично кај мене не се менува, претпоставам и кај Антонио, дека јас секој ден правам го исто како и претходните денови, чисто да не го нарушим тој баланс кој го имам до сега правено. Да. Антонио, веројатно многумина од луѓето и од нашите гледачи веќе те знаат по неголем подвиг кој што го имаш изминатиот период или оваа година. Тоа е дефинитивно настанот кој што тебе ти ја одбележа кариерата на некој начин. Трчањето од Скопје до манастирот Острог, дали веруваш дека можеби и тој огромен подвиг кој што го направи дополнително ќе влијае на твојата кондиција и на она што годинава ќе го направиш на Скопскиот маратон? Се надевам дека да, искрено верувам дека тоа што тие дена кога трчав до Острог натопола многу голема издржливост во мене. Фактички секој ден да трчаш 40 км, тоа е нешто што се одмируваш себе си, тоа ти е над телото, над тебе. И сега кога тренирам, поготово кога почнав со брзи тренинзи, интервали, видов дека телото ми дава знак дека може да издржува и дека се уште има брзина во него и се надевам на добар резултат во недела. Да, и јас ви посакувам навистина да постигнете одлични резултати овој викенд на Скопскиот маратон. Пред да ве испратам и поздравам, кажете ни што ве очекува до крајот на годинава, што после Скопскиот маратон? Ајде јас прво по Антонио, значи јесен е познат по трки на патека, мислам на патека, да. До крај на година улични трки. Заправо до крај на година имаме државно првенство во Гевгелија на 10 километри. Така да мој фокус ќе биде на таа трка, а после тоа може уште еден полумаратон, зависно како ќе бидат и условите, али дефинитивно кај мене Гевгелија 10 километри на пат. Антонио? Кај мене после Скопски, после 2 недели ме очекува мојата втора желба после Остока, тоа е да го истрчам првиот официјален маратон, кој го трчам во Љубљана на 19 октомври. Некако тие два датуми 19 сега ми се во главата споени, на 19 завршив на Острог, на 19 почнува Љубљана. Има нешто со бројките. Да, има дефинитивно. Мојата главна цел е Љубљана. Скопски ми увертира сега како ќе го истрчам полумаратонот, па да одлучам како ќе се чувствувам за маратонот во Љубљана, дали ќе ми биде телото окей на тоа што планирам да го постигнам. И секако после Љубљана исто трката во ноември на 10 километри, али мене толку не ми е таа важна кога сега што ми е маратонот во Љубљана.
Дали е, Антонио, краток временскиот период еве Скопски маратон па Љубљана за отприлика месец и нешто? Во смисла на тоа дека нели ќе се истрошиш сега на Скопски маратон, ќе го дадеш својот максимум, но потоа те очекува уште некој голем подвиг кој што сакаш да го направиш. Па искрено не, полумаратон не може толку да не замори, бидејќи секој ден во неделата, практично во недела имаме долги трчања околу 25 до 30 километри, така да овој полумаратон. Не знам дали е се уште се во ред со врската и со конекцијата. Ако ги имаме нешто почна да ни се слушаме, Милјана и Антонио? Да, слушаме. Да, малку имаме проблем со конекцијата, се надам дека ќе биде се окей. Ако не слушате и гледате, може само уште едно прашање пред крај, дали големите светски маратони ви се на листата и би сакале нели да бидете дел од истите во иднина? Искрено мене ми е желба до година да истрчам некој од светски, поготово од мајорите, Боже здравје, Берлин, али не се ветуваме, има време до година. Милјана? Исто, нормално, али сега за сега не. Кога би ишла на некој така голем натпревар, би ишла дефинитивно на маратон. Јас за сега немам трчано маратон, така да тоа ќе бара посебни подготовки, така да би сакала секако, али сега за сега уште не. Добро, друштво, ви благодарам многу што ова утро се вклучивте и на некој начин можеби дел од вашата утринска рутина ја пренесовте тука на нас гледачите и навистина ви посакувам успеси на Скопскиот маратон викендов. Не се сомневам дека ќе ве видиме на оние пиедестали каде што се доделуваат и награди и медали, но во секој случај... Милјана, секако, мене е тешко тоа. Не се знае, Антонио, имаш добра подготовка со остров. Да, како и да е, верувам дека ќе биде еден убав спортски ден и убав спортски викенд генерално и дека навистина ќе поминете убаво на Скопскиот маратон. Ми беше драго што утрово се дружевме заедно со вас. Фала ви многу, убав ден.